Солесно. Благодарам. Нема никој тука? Мајката и таткото се во соба, а Берен и Туба излегува покрај базенот. Синан, ти каде си да те видам? Бев во соба, бабо. Рано дојдов. Повеќе не ни доаѓаш кај нас. Па знаеш сега, бабо, учам повеќе, потоа излегувам малку со друштво. Татко ти рече дека си уживал одејќи до и од компанијата. Никогаш не сум те видела да одиш откако дојдеш. Знаеш, бабо, последно време татко ми не е расположен. И јас поради тоа не сакам да одам во компанијата. Не можам да поверувам, ама очигледно е дека побарала пари од Туба, очигледно. Јас навистина не мислев дека Хандан ќе стигне до тука. Требаше да предпоставиш, Селда. Нема примања од никаде буквално. И научена е на луксузен живот. Јас едноставно сакав таа малку да се научи на некој друг живот. Не разбирам од каде сега ова да ја учиш на нови животни лекции, Хандан, на тие години. Зошто Волко се изнервира, керем ќудам, ќе разговарам со Хантаните. А што ќе смени тоа, што ќе зборуваш со неа, кажи ми? Било па поминало, така? Мене многу ме засрами тоа што побарала пари од Туба. Сега зарем девојчето нема да мисли дека сме оставиле во тесно без пари, Хандан. Не помислив дека ќе бара пари од децата. Значи дека имала голема потреба. Те молам, зборувај со Хандан и среди со платата се што треба. Добро, ќе средам јас. И нека ги врати парите на Туба, те молам. Ама зарем тогаш нема да ме праша од каде знам дека земала пари од Туба? Во права си. Како и да е, ти кажи и дека од сега ќе ја пушташ плата. И таа, веројатно, откако ќе го чуе тоа и кога ќе стигнат парите, ќе ги врати парите на Туба, нели? Добро. Селда, да не има новости од господја Фатма и Несрин. Јас го прашав Мехмет и ми рече дека ги однел дома. Ти не ги побара? Не ги побарав. Помислев дека ќе одеш да ги вратиш. Селда си заминаа по своја волја. Зарем да одам и да ги вратам назад насила да дојдат овде? Ти многу ме изненадуваш. Не разбирам. Што сакаш да ми кажеш? Например, тоа што не те допре што си заминаа. Селда, зарем јас не мислам на тоа постојано. Тие се мој аманет од Хикмет, знаеш. На почетокот имаше мало недоразбирање. Го игнорирав чувството на одговорност што го чувствуваше. Грешев, признава Мета. Како и да е. Се случи тоа што се случи и нема што да се прави. Керим, мислам дека треба да ги вратиш назад. Селда, види. Вие направивте буквално се што можевте за да ги натерате да си заминат од куќава. И сега, откако си заминаа, ти сакаш сега да одам и да ги донесам дома. Ама нели сега ти реков? Не бев во право јас. И ако е тој Джем, како што кажува, тогаш воопшто не е пожелно да се тие таму со него. Мислам дека мораме да најдеме решение. Јаде, Керко. Не ми се јаде. И мене не ми се јаде. После тие јадења таму, што личи ова? Ама види, девојко, да ти кажам нешто. Мора да признаеме дека јадењата на Емин и Меријам беа многу вкусни. Мамо, во име на Бога, кому му е гајле за храната? Мене тоа не ме интересира, ти кажувам. Не ја интересирала. Тебе ништо што те интересира не ти успеа, не успеа ниту да ја средиш госпоѓа Селда, бе ништо не ти успеа. Што сакала таа, што има врска, кој што сака? Никако тоа не се остварува. Ама така не велеше ти? Од каде сега ова? Од кај излезе? Што да правиме? Ете, не успеавме. Што можеме друго да правиме? Ќе одам да зборувам со господинот Керим, ова вака не може веќе, ако нешто друго бареме на куќа да ни купи. Мамо, немој никако да си го сторила тоа. Не може тоа така само со една куќа. Не може. Ти полудели, Керко? Човекот нас не избрека, ти самата се потпали, си замина и сега што да правиме? Сами си заминавме. Ама тој не ме спречи во тоа. Мене едно нешто ме интересира. Ние зошто си заминавме? Ама не те започна од нешто. Уште колку ќе се ределе на врата. Прво Акив, потоа Джем. Паметна убава, Керко. Сакаш да кажеш дека заради тоа се заминавме од куќата?
Мамо, добро, разбирам дека направив грешка, ама ќе средам се ти кажувам. Немам намера да живеам заедно под ист покрив со Джем, не грижи се. Дај Боже. Фала му на Бога си замина. Не може веќе да ја трпам таа Несрин. Оф, Туба, затвори ја веќе темата за Несрин. На крајот на краиштата, тато е жив поради Чичко Хикмет. Ако ништо друго, барем поради тоа затвори ја темата. Не сум да толку, ама реално гледај Берен, нели? Еве, признај дека дури ниту ти не можеше да ја поднесеш повеќе. Ај, како и да е, ајде да одиме да јадеме. Чекај. Сакав уште за тетка ми да поразговараме. Што се случи? Имала потреба од пари. Мајка ми ја скратила платата. Зошто? Не знам. Замисли беше во таква ситуација што побара пари од мене, а јас си помогнав. Тета до толку ли е во лоша ситуација? Да. Туба искрено ме зачуди тоа што го сториле нашите. Баш така се случи, Берен. Сигурно мене нема да ме лажи тетка ми. Дури мислев и од тебе да побарам, ама средив некако се снајдов. Господе Боже, ми падна жал сега. Не можам да верувам дека нашите така се однесуваат. Колко е лошо да живееш така што ќе зависиш од некој? Во право си, Душо. Секој треба да стои на своји нозе. Види, дури и семејството може да ти сврте грб. Тетка ми нема шанси да почне да работи. Мама, знаеки го тоа, престана да й дава пари, значи. Значи, поради тетка ви што јаде пари без да мрдне со прстот, зборувате против мајка ви и татко ви. Во овој свет, дури ни на своето семејство не може да веруваш, така ли, Берен? Бабо, јас... Замолчи. А ви се верували на вас? Со една најмала работа сите добри ни ги избришавте. Знаете ли вие, свесни ли сте? Бабо, ти нас погрешно не разбра, ние... Слушнав со своите уши. Зборувате така само затоа што луксузниот животен стил на тетка ви беше нарушен. Нека ви е срам, кутриот Керим. Не ви е од корист на никого од вас. Треба да ја обвинуваш тетка ти која си седи и не прави ништо. Мамо, немој да му зборуваш цело време на Хазим дека ќе се разведеш. Заврши си ја работата, Тивко. Што да правам, бе, Керко? Не можам да се воздржам повеќе. Добро те разбирам, ама кога зборуваш вака само го потпалуваш Хазим. Тој може да ти наштети. Сушност, ако некогаш ја најдам неговата изгубена керка, ќе кажам да се грижи за таткој. Аман, мамо, што ќе се случи да ја најдеш? Мислиш дека ќе го прифати Хазим? Што да правам, бе, Керко? Јас само си се надевам. Ај, Ипек, госпоѓа Султан е многу нервозна, да знаеш. Се караат со госпоѓа Селда. Мамо, јас ќе ти се јавам подоцна. Добро, Керко, добро, може гледај се работата. Зошто? Поради Несрин? Не, се караат поради госпоѓа Хандан. Мислам дека нема да се јаде оваа вечер. Каква немирна куќа. Целиот тој немир не бил само поради Несрин. Кој знае? Може би поради тебе се толку немирни и напнати. Те носат тебе како товар околу вратот. Селда. Оваа Хандан претерува веќе. Мамичке, немој повеќе да ја отвараш таа тема. Не мора. Мислам, Хандан е моја сестра и на крајот на криштата, што има поприродно тоа да се помогне на сестра ми, кажи ми. Ако Хандан ти е сестра, Керим е мојот син. И нема повеќе да дозволам да го искористувате. Господја Хандан барала пари од Туба, кажи ми, ајде. Зошто? За да живее во луксус како што е навикната и ти се уште ја браниш. Не гледај ги ни воопшто, тие се од страната на Хандан. Што се случува овде? Ништо, Душо. Се случува, синко, се случува. Се случило Хандан да побара заем од Туба. Ти дали знаеше за тоа? Мамо, може подоцна да зборуваме за ова, да јадеме прво те молам? Не, сега ќе зборуваме. До сега само ти повторував дека мора да се најде решение за неа, ама ти не ме слушаше.
Но време е да ја тргнеш од грбот, синко. Само да знаете, се што зборуваа девојките позади вашиот грб на таа тема. Бабо, те молам. Што ме молиш, а? Што ме молиш? Човек не треба да му верува ниту на своето семејство. Зарем не зборувавте така? Кажи, ајде. Тие пораснаа мислејќи дека мора да се грижиш за Хандан до крајот на животот. Сосема е нормално тие да зборуваат така. Но јас напразно се трудам. Мене никој не ме слуша. Да бев вашиот татко сите, ќе ве вработев на платени работни места. Воопшто не сте од никаква корист. Епа, всушност, Несрин не сакаше дома да оди. Таа сакаше да оди во ефтин хотел. И јас ја однесов на едно такво место, но Фатма не сакаше да остане таму. Се исплашила секако. Се исплаши. Ја искара Несрин и после ја предупреди. И рече подобро да ти степаат него тука. Кој знае дали Джем им наштетил на Несрин и Фатма? Направив грешка мислејќи дека Керим ќе ме спречи да си одам. Тој дури и не се ни јави. Не знам дали да и се јавам. Не, ако и се јавам, тогаш ќе ги откријам моите чувства кон неа. Морам да ги сокријам моите чувства. Ама морам да најдам начин да ја вратам Несрин да живее овде без разлика што и да